Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Со богата програма и низа активности, Свети Николај го одбележа својот патрон, Свети Николај Чудотворец. Во духот на Свети Никола, оваа година традиционално започнавме од вчера да го празнуваме нашиот празник со издавање на монографијата 50 години Дом на култура Крсте Петков Мисирков, каде што е вклучено творештвото и секако залагањето на сите културни дејци што се на територијата на општина Свети Николе во претходните 50 години. Не е мала работа, оставивме еден документ за идните генерации и се надевам дека тој документ ќе биде пострек за секоја активност на секое поле на кај младите. Што се однесува за денешниот дел од програмата, имавме вечерна литургија во храмот Свети Николај во Свети Николе, каде што благодарение на владиката Иларион беа и изнесени моштите на нашиот светец Свети Никола и сите граѓаните, односно верниците од општина Свети Николе можеа да се поклонат на моштите на нашиот патрон. Постхумно на новинарот Драги Миланов му беше доделена спомен плакета за афирмација на целокупниот општествен живот во Свети Николе. Општествен живот во општина Свети Николе. Чест ми е и задоволство што присуствував на овој настан. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот на општина Свети Николе, на советниците на општина Свети Николе, на сите присутни. Оваа година е годината кога мојот труд се вреднува, така што ја добив наградата за најуспешна жена на 21 век во Белград, во југоисточна Европа. Но посебна чест и задоволство ми е што довербата ми ја дадоа моите сограѓани. Нашиот одред постои веќе 50 години, можеби и повеќе. Јас денес добив плакета за активист на годината. Се благодарувам на општина Свети Николе, на градоначалникот Сашо Велковски за доделената пофалница за активист на годината. Од дел од програмата и доделување на награди и признања, распишавме литературен и ликовен конкурс под тема Свети Никола, каде што многу од нашите ученици вложија труд, секако општина Свети Никола е тука да ги награди за вложениот труд. Во две категории имаше, за најдобри ликовни творби и за најдобри творби од литературниот конкурс. Меѓутоа, секој училиште номинира свој најдобар ученик од основните и од средното училиште Солко Чорацин. Јас сум Ена Славков, ученик од Општинско основно училиште Кирил и Методи. Добив награда за најдобар ученик во основно училиште со ваучер од вредност 6000 денари. Голема благодарност до Општина Свети Николе и до градоначалникот. Јас сум Ева Меленкова, доаѓам од средното општинско училиште Кочо Рацин и ми е доделена диплома за најдобар ученик на средно образование. Исто така сакам да упатам благодарност на општина Свети Николе, бидејќи по втор пат ми го забележува мојот континуиран успех. Именно бев ученик на генерација и од 2015 година како представник од општинското основно училиште Кирил и Методи. Чест и задоволство ние што сме дел од оваа свечена академија што се одржува тука во општина Свети Николе и да бидеме дел од овој патронит празник на градот. Голем број жители на градот го носат името на својот патрон или имаат куќна слава. Конкретно, во североисточниот регион на нашата земја, каде и географски е сместен Свети Николе, според Државниот завод за статистика регистрирани се 1137 лица кои го носат името Никола, а на ниво на држава оваа бројка е 15.701. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.